Венко Филипче, кој претходно бараше лидерски средби, сега кога доби понуда, останува цврст на ставот од вчера дека не сака да седне на иста маса со власта. Не прифаќа укинување на техничката влада, бидејќи таа била единствена гаранција за фер избори. Помалку и чудно како една од причините го наведе системот Safe City, чија цел е зголемување на безбедноста во сообраќајот. Но според Филипче системот бил механизам на власта за масовно следење на граѓаните, па во предизбори опозицијата морала да има технички министер за внатрешни работи со цел да го контролира овој систем. Легализација на масовен надзор без соодветни мерки преку системот Safe City со 65.000 камери овозможува дигитален надзор на движењето на граѓаните. И кога за граѓаните се воведува дигитален надзор, контролата на овие системи станува прашање за опстанок на демократијата. Технички министер за внатрешни работи од опозицијата е гаранција дека овој систем нема да се злоупотреби. Филипче дополни дека лидерската средба која ја иницира Мицковски била алиби и јасен показател дека на власти се брза и барала алиби за распишување на предвремени избори. Повторно, како и во партиските соопштенија последниот период, спомената беше Србија и за Филипче не било случајно што и тука и таму во исто време се говорело за избори. Лидерот на СДСМ наведе и други причини зошто не прифаќа лидерска. Власта ги имала канџета во правосудството, обвинителството, направен бил упад во судскиот совет, проневери имало во земјоделието, а со законот за полиција се вршала целосна партизација, затоа бара да остане техничка влада, за тие да имале контрола во предизборието. Премиерот Христијан Мицковски претходно остро критикуваше, како што ја нарече безидејната и неодговорна опозиција, велејќи дека на лидерската средба нема да се разговара само за техничката влада, туку и за реформските закони кои се дел од извештаите на Европската комисија. Во моментов по се изгледа единствено кај социјалдемократите нема расположение за разговор, бидејќи ниту една друга партија досега не го одби предлогот на Мицковски. Од левица велат дека се за укинување на така наречената пржинска влада и според нив непотребните заменици министри со право на вето. Истата нема смисла и се притвори во алатка за меѓупартиско пазарење. Техничката влада функционира како фасада и привид на нефер, демократски избори и плурализам, зад кој продолжува суштинската политичка нееднаквост, селективноста и цензура. Од ДУИ се уште не одговориле дали прифаќаат лидерска, ке чекале прво да добијат официјална покана. Поканата се уште не е пратена, останува само најавена. Кога ќе стигне, ќе градиме став во врска со истата. Знам на Максим Димитриевски ја поздрави иницијативата на премиерот за лидерска средба, како одговорен и државнички чекор насочен кон стабилност, диалог и политичка зрелост во клучен момент за државата. Од таму велат дека Филипче со своите потези покажува дека СДСМ нема капацитет ниту волја за конструктивен политички диалог, туку единствено нуди говор на поделби, навреди и неосновани обвинувања.